Добар ден! Во оваа училница на часот по математика за 7 одделение ќе ве водам јас, Лолита Трајковска, наставник во Општинското основно училиште Лазо Ангеловски, Скопје. Ве поканувам заедно да ја обработиме оваа наставна содржина. Од темата број и решавање проблеми ќе ја обработиме наставната содржина множење и делење цели броеви со декадна единица. Целите кои што треба да се реализираат за оваа наставна содржина се следните. Ученикот треба да знае да множи и дели цели броеви со декадна единица, односно со 10, 100 и 1000. Ученикот треба да знае да толкува децимален запис. Како множиме и делиме цели броеви со декадна единица, односно со 10, 100 и 1000. Ќе го разгледаме примерот кога бројот 235 го множиме со 10. Најпрвен, бројот 235 ќе го запишеме во табела со местни вредности. Во бројот 235 имаме 5 единици, 3 десетки и 2 стотки. Кога некој број го множам со 10, тоа значи дека единиците стануваат десетки, десетките стануваат стотки, стотките стануваат илјадарки. Кога цифрите ќе ги поместиме налево, ќе го добиеме следниот резултат. 235 помножено со 10 е еднакво на 2350. Ако множам, бројот се зголемува и цифрите се поместуваат налево. Да го погледнеме сега количникот на бројот 235 поделен со 10. И сега бројот 235 ќе го запишам во табелата со местни вредности. Но сега ќе обрнеме внимание дека делењето е инверзна операција на множењето, што значи дека цифрите ќе се поместат надесно и тоа за едно место, бидејќи делиме со декадна единица 10. Ќе го добиеме следниот резултат. 235 поделено со 10 е еднакво на 23,5. Ако делам, бројот се намалува и цифрите се поместуваат надесно. Важно. Ако бројот го множиме или делиме со декадна единица, односно со 10, 100 или 1000, тогаш го имаме следново правило. Ако декадната единица е 10, тогаш цифрите се поместуваат за едно место. Ако е 100, тогаш цифрите се поместуваат за две места. Ако е 1000, тогаш цифрите се поместуваат за 3 места. И така натаму. Во пример 1 ќе го преснетаме производот на бројот 73 помножен со декадните единици 10, 100 и 1000. Овој пример е решен во табелата со местни вредности. Откако ќе го примените правилото за множење и поместување на цифрите налево, ќе ги добиете следните резултати. 73 помножено со 10 е еднакво на 730. 73 помножено со 100 е еднакво на 7300. И 73 помножено со 1000 е еднакво на 73.000. Во пример 2 се пресметува количникот на даден број и тоа 5430 поделиме со 10, со 100 и со 1000. И овој пример е представен во табелата со местни вредности. Можете да ги забележите следниве решенија. 5430 поделено со 10
е еднакво на 543. 5430 поделено со 100 е еднакво на 54,3 и 5430 поделено со 1000 е еднакво на 5,43. Правилото за множење и делење на цели броеви со декадна единица важи и кај множењето и делењето на децимални броеви со декадна единица. Еве еден пример. Под А ќе го разгледаме производот на децималниот број 0,78 помножен со 100, а под Б ќе го разгледаме количникот на децималниот број 4,6 поделено со 10. Во производот на бројот 0,78 можеме да запишеме следното. Бројот 0,78 има 8 стотинки, 7 десетинки и 0 единици. Ако го примениме правилото за множење со декадна единица, тогаш во овој пример секоја цифра треба да се помести налево за 2 места бидејќи множам со 100. Па ќе го добиеме следниот резултат. 0,78 помножено со 100 е еднакво на 78. По примерот под Б кај количникот на бројот 4,6 поделен со 10. Го запишуваме бројот. 4,6 има 6 десетинки и 4 единици. Ако го поделам овој број со 10, тоа значеше дека секоја цифра треба да ја поместам надесно за едно место и тоа 4,6 поделено со 10 ќе даде 0,46. Да го очиме. Децималната запирка остана непоместена. Задача 1. Песмете. Почитувани ученици, сега ве замолувам, овие барања запишете ги во своите тетрадки, стопирајте ја видео презентацијата и обидете се сами да ги решите. Потоа проследете го решението. 236 умножено со 100 е еднакво на 23.600. 0,05 помножено со 10 е еднакво на 0,5 и 735 поделено на 1000 е еднакво на 0,735. Задача 2. Замени го знакот звезда со декадната единица 10, 100 или со 1000 за да бидат точни равенствата. Почитувани ученици, и овие три равенства запишете ги во своите тетрадки, решете ги и потоа проследете го решението. Решението ќе биде следно. Бројот 34 ќе го поделам со 10, ќе добијам 3,4. 100 се множи со 0,75 и се добива 75. И 80 треба да го поделам со 1000 за да добијам 0,08. Задача 3. Замени го знакот звезда со операција множење или операција делење за пресметката да биде точна. Запишете ги овие три барања, решете ги во своите тетрадки, а потоа проследете го решението. Решението е следно. 8,2 е потребно да го поделиме со 10, за да добиеме 0,82. Значи,
Звездичката сме ја замениле со операција делење. Во следното барање 0,76 го множиме со 100 и добиваме 76. И бројот 3,65 е потребно да го помножиме со 1000 за да добиеме резултат 3650. Тоа е се за денешниот час. Ви благодарам на вниманието.